Почитувани, добра вечер. Како и секоја среда во 19 часот и 15 минути вие сте со Трета порта, емисија која ви ги пренесува најинтересните случувања од светот на интернетот од изминатата недела. Во оваа емисија ќе видиме реакции по формирањето на новата влада, ќе видиме различни мислења за тоа дали опозицијата треба да остане надвор од собранието и дали незиниот пат е исправен. Исто така ќе видиме и колумни посветени на слободата на изразувањето. Почнуваме со реакциите за новата влада и тоа од професорот Нано Ружин, став искажан на неговиот Facebook профил. Еве, Ружин вели вака. Конечно нешто позитивно за нашата влада. Имаме најбројна влада во Европа, 26 стручњаци, кој со ресор, кој без ресор. Но сите ќе имаат скапи кабинети, синокуси секретарки со шишки, телохранители, возила, ќе шпартаат низ светот за инвестиции, ќе оседнуваат во скапи хотели. Се за доброто на Македонија. Разликите се очигледни во однос на останатите држави. Тоа е ставот на професорот Ружин. Одиме со колумна на новинарот Бранко Тричковски, која исто така се однесува на изборот на новата влада, а насловена е со ов аман молкот смрди на барут. Оваа колумна Тричковски ја пренесува интегрално на неговиот Facebook профил, инаку е напишана за Глобус магазин. Тука Тричковски зборува за сите министри поединечно. Еве ќе се задржиме на еден поинтересен, слободно може да се каже, поживописен дел кој одговара на јазикот на колумните на Тричковски. Веројатно најтрагичната личност во историјата на македонските министерски корпуси е Елизабета Канчевска-Милевска. Во понатамошниот текст ЕКМ. Јас верувам дека ЕКМ трескавично го врти секој ден калеидоскопот со Скопје 2014 и со своите надлежности во овој проект, очекувајќи дека камчињата ќе успеат да формираат еден од убавите мозаици што таа ги форматирала како мала. Но цилиндарот е безмилосен и дава само грозотии, додека некаде од периферијата на мозокот и доаѓаат сигнали дека е искористена за најграндиозната глупост не само во историјата на Македонија, туку и на Северна Кореја, и дека по таа линија може релативно да помине лошо, парафразирајќи го јазикот на Тричковски. Продолжуваме со колумна на аналитичарот Арсем Зеколи, исто така посветена на новата влада. Овој пат таа е насловена со Пакс мафиозо. Мислам дека Зеколи, кој е редовен критичар на дел од владината коалиција, значи на целата влада, на особено на дел од владината коалиција, значи на делот на ДУИ, повторно ги реактуализира своите ставови во тој поглед и затоа колумната е така насловена Пакс мафиозо. Мислам дека е јасно што сака да каже, а еве дел од неговата поента. Со објавувањето на составот на новата влада, лакардијашката забава за народ наречена Избори 2014 е конечно завршена. Токму навреме, како што е замислено, ден-два пред фудбалската разбигрижа и летните одмори за растеретување на јонака малкуте преостанати сиви келии во кратката памет на јавност, Груевски си ги доби побараниот контингент пратеници за одбрана од албанците, со кој нели ќе се справи штом ги сотре комуњарите, предавниците, соросоидите, словено-македонистите и остатокот од работниот дел на македонците. Ахмети си ги зајакна редовите со нова, свежа криминална крв, за да биде прва меѓу албанците глава насадена врз националното тело во состојба на терминална заболеност од корупција и симптоми на политички аутизам. А сепак на нивните лица како да го нема сјајот и меракот на триумфот на победата. Нивните зборови не звучат ниту храбро, ниту мажевно, туку некако плачливо, кукавно и разцмиздрено. Тоа е колумната на Зеколи, ќе видиме и коментар. Значи, верувам дека ви е познато правилото на читање на коментари во Трета порта по текстовите. Значи, секогаш се обидуваме да ги најдеме тие коментари кои не се согласуваат со авторот, значи кои отстапуваат од тоа што тој го кажува, за да имаме пренесување на различни мислења. Еве еден од нив.
Имам чувство дека поединци од аналитичката сфера себе си се перцепираат како аналитички генерали после загубена битка. Но и тука имаме куриозитети. Секогаш со омаловажувачки анализира победникот, а за поразениот се има разбирање. Кога аналитиката се сведува на ладна облога, оној кој е поразен не се помага никако, туку дебело му се одмага од и му ги прихранува нереалните очекувања. И така со години, од еден изборен циклус до друг, не сме нестабилни и постојано паѓаме, дури и кога најповеќе сме просветлени. Значи, тоа е ставот под колумната на Зеколи, насловена Пакс мафиозо. Продолжуваме со редовните колумни на Ерол Ризаов, кој сега прашува вака. Вели, а зошто имавме избори? И веќе во поентата Ризаов го подкрепува насловот. Ајде сега кога слушнавме како ја поделиле власта Груевски и Ахмети, кажете ми, зошто имавме драматични предвремени избори? Каква голема опасност одбегнавме што се беше надвиснала над Македонија? Кој квалитет го добивме, освен што место Тала Џафери ќе дојде Зоран Јолевски да ни ја зацврсти одбраната од клетите домашни и надворешни непријатели? Срдесени од три страни од НАТО, а четврта од Србија, се друго горе доле си е на свое место, исто како лани и преклани и ономлани. 100 милиони евра народни пари завршија во нечии джепови, за се да се биде таму кај што беше, а власта да добие уште 3 години мандат. Па тоа и не е некоја голема пара, дури и во најсиромашната земја на Европа. Тоа е колумната на Ризаов. Ќе видиме дел од коментарите. Еве еден кој не се согласува со Ризаов, вели: а зошто имавме избори? За уште еднаш да изгубите. А насловот му е 9-0. Мислам дека е јасно што сега да каже. Тука повеќето од коментарите се согласуваат со Ризаов. Затоа ќе го прочитаме овој, кој вели: за да прашаш уште некој пат, за да ти стане појасно. Исто како интервјуто на Груевски за Мија, кога ти требало најмалку 4 пати да го прочиташ и да разбереш, така и за ова прашање. Ете, тоа се коментарите под колумната на Ризаов. Зошто имавме избори? Емисијата ја продолжуваме со коментари и различни мислења за тоа дали опозицијата треба да остане надвор од собранието. Освен што ќе видиме колумните на оние кои редовно ја критикуваат опозицијата и кои имаат таков јасен став, ќе видиме и една многу интересна полемика на ѕидот на новинарот Бранко Геровски со една од кандидатите за претеници на СДСМ, која вели дека не се согласува со неговите ставови. Оваа колумна привлече прилично големо интересирање во јавноста за оваа полемика, затоа ќе ја видиме, а сега почнуваме со колумна на Илија Димовски од ВМРО ДПМН. Еве колумната на Димовски, вели: поддршката не дава право на злоупотреба. Во горниот дел на колумната Димовски зборува за западниот начин на практицирање на демократија, за одговорност пред бирачи, пред гласачи и на крај се враќа на СДСМ и вели: заради сето ова, за жал, можам да кажам дека постапките на СДСМ кои одат во насока на нивно повлекување од работата на собранието не е знак на слобода во нивното одлучување, туку е знак на недостаток на одговорност према оние граѓани кои им го пренеле правото да одлучуваат во нивно име. Доколку СДСМ остане цврсто на својот став и не ги прифати апелите кои доаѓаат од домашната, но и од меѓународната заедница за нивно враќање во работата на собранието, тие всушност најголемата штета им ја прават на гласачите што одлучиле да гласаат за нив. И сега ќе видиме некој коментар. Еве еден кој не се согласува со Димовски. Кој најде да зборува за западните демократии? Ако изборите се организираат според нивните закони, вие немавте шанса да ги добиете изборите.
Кога ви одговара ги спомнувате, а во пракса правите сосема спротивно. Се узурпиравте. Полиција, судство, администрација, медиуми и сето тоа го користевте во изборите. Тоа ли за вас се фер избори? Тоа е коментар под колумната на Илија Димовски. Поддршката не дава право на злоупотреба. Продолжуваме со Лепа Георгиевска од Дневник, чија колумна е насловена со насловот Зрела партија, значи ироничен наслов, а поентата е следна. Рече се убедени дека ќе добијат поддршка за потезите што носат еден бојкот, ако и почнаа да се повлекуваат уште со СДСМ кој раководеше Бранко Црвенковски, Зајф и Шекеринска во Брисел доживеа спротивно од очекувањата. Фијаско. Јасно и гласно првиот човек надлежен за проширување на европското семејство им укажа на социјалдемократите дека местото им е во законодавниот дом и од отаму треба да ги водат сите битки за превземање на власта. Тоа е колумната на Георгиевска со наслов Зрела партија. А сега продолжуваме со она што го најавивме со коментарите на ѕидот на Facebook профилот на новинарот Бранко Геровски. Еве што ја испровоцира целата дебата. Статусот на Геровски е следен. Сакам нешто јавно да му кажам на Спасов. Да, професоре, во право сте. Ако владеачките партии решат да не учествуваат на изборите или ако се потрудат да ги убедат своите избирачи да гласаат за Јакимовски, за Бучковски или во сандачињата да уфрлат неважечки лившиња, и конечно, ако СДСМ одлучи мирно да ја проследи таа нова лакрдија, веројатно може да се случи Груевски да се инсталира нова опозиција. Но шансата сето тоа да се случи е толкава колкава што беше шансата СДСМ да победи на овие избори, како што предвиде агенцијата Рейтинг, онака стручно, експертски. Тука Геровски значи го спомнува и Рейтинг и она што се случи, што е познато во јавноста, со нивните предвидувања за победа на СДСМ. Сега ќе видиме, сега на Геровски коментира Солза Грчева, една од кандидатите за претеници на СДСМ, и таа вели: шансите за нови избори за измислена опозиција се 100%. Ќе се преслушаме од кога ќе завршат. Само ќе го молам Геро да не почне после да се занимава со новата опозиција, па да и честита како што му честиташе на Грујо дека одлично ја изменаџирал кризата со Дуи. И навистина е жално опозицијата да се бутка во кал од страна на медиумските власници. Избори ќе има, сакале ние или не. Сите закони се прават за деблокирање, а не за блокирање на институции. Ако паднеше авион со сите пратеници, ќе седеше собранието празно. Не се сериозни овие приказни за мали деца. Како веќе во септември ќе ги погледнете на јавноста во очи. Јас знам како, но за жал, многу не знаат. Ова веќе испровоцира одговорот Геровски, кој вели: ти Солза беше кандидат за пратеник на листата на СДСМ и ако добро сватив, ја прифати одлуката на партијата и сама си поднесе оставка. Те видов на фотографиите пред парламентот. Што е сега ова? Кои сме тоа ние, кои во септември ќе сме требале на јавноста да ја погледнеме во очи? Во мојата колумна во утрешен Слободен печат, во одговор на тезата што ја застапуваш, напишав: а ако Зајф и Шекеринска навистина се плашат дека со 10 или 15 инсталирани пратеници во парламентот, Груевски ќе успее да ги брендира како опозиција, наспроти здружената опозиција на СДСМ на чело со СДСМ и нејзините околу 400.000 гласови, тогаш јас јавно ги повикавам ич да не се мислат и да си го послушаат Спасова. За ситни души, 34 места во парламентот, навистина не се за подценување, и ова е стаено со наводници. Тоа беше расправијата на ѕидот на Геровски, различните толкувања за тоа дали опозицијата треба да се врати во собранието или не. Сега емисијата ја продолжуваме со реакции кои следуваат по интервјуто на премиерот Груевски за МИА, во која премиерот рече дека состојбата со медиумите и не е толку лоша и дека се работи за надоен балон. Почнуваме со колумна на главниот и одговорен уредник на вестникот Вест, Горан Михајловски, кој во колумната изнесува прилично
интересни тврдења и тврдења кои до сега не излегле во јавноста, особено кога доаѓаат од главен и одговорен уредник на весник или на медиум. Во колумната насловена 20 минути, Михајловски објаснува дека она што се тврди дека состојбата со медиумите и не била така лоша и дека немало притисоци, воопшто не е точно. Михајловски кажува своји лични примери, дека бил многу често мета на притисоци, дека многу често му се јавувале, вели, во име на владеачката партија за да побараат интервенција во неговиот медиум и изнесува еден прилично интересен пример, според кој е насловена и колумната 20 минути и вели: Ми се јавија гласници од партијата и вознемирено ми соопштија дека во штабот забележале застранување на весникот и не сте објавиле ништо за кружниот тек. Јас немав поим за каков кружен тек станува збор, ама се велам, толку ли е важен тој кружен тек, па дури и за него мора да има партиска реакција. Пошто и добронамерно ме предупредија дека во партијата веќе никој не може да ги убеди дека необјавувањето на информацијата за кружниот тек не е по налог на Бранко. Добро, и тоа сме го чуле. Ама слушајте го сега ова. Не само што е по налог на Бранко, туку јас сум убедувал и колеги од други медиуми да не објавуваат ништо за кружниот тек. Не се. Го примив притисокот по опис на работно место и ја прашав уредничката на скопската рубрика кој е тој кружен тек кој на власта толку многу изначи, а ние не сме го објавиле. А бога ми ни на вести на МТВ, а ни на Курир немаше ништо. И се фрливме ние во истражувачко новинарство. И по обемна истрага и сеопфатно чешлање на цело Скопје, на крајот на денот дојдовме до заклучок. Не било кружен тек, било јужен тек. Тоа е колумната на Михајловски и вели дека тука зборува за балонот и вели, ете толку му требаше на балонот да се надуе, само 20 минути. Затоа и колумната на Михајловски насловена со 20 минути. Продолжуваме со реакции на заменувањето на главниот на директор на Центарот за комуникација на ВМРО ДПМН Илија Димовски од неговото место. Па така еве новинарката Мери Јордановска објавила еден линк од Фокус, од една карикатура за тоа и вели: а јас обратно реагирам. Сега конечно на конкурс може ќе дојде некој што ќе крева слушалка. Тука Јордановска се обраќа на оние жалби на повеќето новинари дека директорот на Центарот за комуникација на ВМРО ДПМН, кој би требал да биде таа спона меѓу партијата и новинарите, рече се никогаш не им кревала слушалка на самите новинари. Продолжуваме со колумна на главниот и одговорен уредник на Дневник, кој очигледно не се согласува со претходните двајца новинари и неговата колумна е иронично насловена: Ние ви се колнеме дека Груевски ќе го урнеме. Значи Јаневски во негов ироничен стил, кој често го употребува во своите колумни, вели: Ете, не дека нив толку ги бидува, ама медиумите се пристрасни и затоа Груевски 8 пат го победува СДСМ и затоа не попушта на Грција. Што значи? Затоа Македонија не е член на НАТО и на Европската Унија, поради медиумите. Меѓу нив кога ќе се изврши персонализација, на прво место се Миленко Неделковски и Јанко Бурек, како и останатата братија составена од уште двајца тројци од тој круг, кои згорена се невоспитани и безобразни, угурсузи. Ама што му успеваат да играат мајтап со целата Европска Унија и НАТО на чело со САД, што му успеваат да го спречат нивниот план за проширување кон Македонија, мора да се јаки фаци. Тоа е колумната на Јаневски, ние ви се колнеме дека Груевски ќе гурнеме. Продолжуваме со колумна на професорот Фрчковски, кој вели дека на јавноста и треба исклучување од според него провладените медиуми, бидејќи на тој е единствен начин според него да се дојде до слобода и да се слушне реално мислење.
Еве ја поентата на Фрчковски. Затоа не треба исклучување од нивниот сеопшт шум, од денешниот меинстрим на комуникација. Не треба некаква лудачка, монашка повлеченост и истовремено посветеност на правото и правдата. Колку и да се чини дека таа нема смисла денес во Македонија. Сизифовска работа над лабење во тоа што најдобро го знаеме, разликување на право од неправо, добро од зло, слобода од неслобода. Пораката во шише која со секој таков творички гест ја праќаме до својот народ, до своите сограѓани, е онаа на мртвиот Муфаса до Симба, сети се, не заборавај кој си. Затоа ќе се втурнеме во нешто што на згазениот македонец можеме му се чини неверојатно и небитно, далеко од неговиот секојдневен страф и нелагода, слободата на неговото изразување. Тоа е колумната на професорот Фрчковски, напишана во негов живописен стил. Со овие содржини ги завршуваме оние најавени делови тематски кои беа предвидени и продолжуваме со останатите случувања на интернет просторот. Имено на социјалните мрежи имаше реакции по една вест објавена од Берово, а тоа е дека тамошниот градоначалник направил регионална улица и дека жителите на местото задоволни од тоа, целата улица му ја послале со рози, по која градоначалникот потоа газел. Еве сега ќе видиме реакции за ова. На својот Facebook профил Наташа Струмениковска од СДСМ вели: Берово 21 век. Што би рекле србите, јел ме то очиварају. Рози на патот, не баре со на татко му парите градоначалникот асфалтирал пат. А бре Бог да чува и да брани. Латици од рози за асфалтирање на улица, нешто што му е тековна работа, обврска и ја прави со народни пари, градоначалникот. Па изурли и тапани, не баре свадба, ах бре луѓе. Тоа е Facebook профилот на Наташа Струмениковска. Продолжуваме со анализа на неделникот Капитал, објавена на нивниот интернет портал. Таа се работи за инвестициите на Собрата Рој, имено Капитал анализира и истражува дека од тие инвестиции нема ништо. Еве една од нив, тоа е најавата за фарми за крави во Овчеполието. Па Капитал вели: една година подавањето на 5353 хектари земјоделско земјиште во Овчеполието на 15 годишен закуп на Собрата Рој. Најголем дел од плодните ниви се обраснати со висока трева и трње. Ниту една од 20.000 крави не е пристигната, нема ни вработувања, ни огласи за вработување. Каква не било информација за тоа кога ќе почне реализацијата на мега инвестицијскиот план тежок 200 милиони евра на индиската компанија Сахара. Тоа е надписот на Капитал. Продолжуваме со колумна на Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМН, овој пат посветена на десантот на Нормандија и денот Д. Колумната на Ѓорчев е насловена Победата и жртвите на денот Д. По неа од почетокот се збори за тоа како се одвивала инвазијата, што се случило, а на самиот крај на колумната Ѓорчев зборува и за делот на Македонија и за борците од НОБ. Исто така, ова е потсетување и за борбата на македонскиот народ за време на народно-ослободителната борба, како и жртвите што ги даде за време на таа борба. Потсетување дека Македонија има своји борци, кои денес на 90 или 95 години може да кажат дека биле на вистинската, праведната страна на историјата со своето учество во најголемата војна. И тука ќе видиме коментар кој не се согласува со Ѓорчев. Еве еден читател вели: Да, Влаче, ама историска вистина е дека твоите ВМРО-вци во тек на Втората светска војна беа на другата страна. Сепак, комунистите дојдоа до ова државче кое вие безмилосно го уништувате. Тоа е коментар на колумната на Владко Ѓорчев, посветена на денот Д, искрцувањето во Нормандија.
И емисијата ќе ја завршиме со колумна на Бранко Ѓорѓевски од Дневник, посветена на случувањата околу судењето за случајот Монструм, но најмногу за протестите кои следува околу ова. Имено како што е познато на јавноста, имаше протести организирани од граѓани кои беа инспирирани од завршниот збор на обвинителката во овој случај, во која обвинителката изнесе тврдења кои во јавноста беа разбрани дека биле кажани од самите обвинети во случајот, па остана и нејасно дали било така или не. Имаше протести на невладини организации околу ова, изјави на народниот правобранител, а и протести организирани од граѓани. Па еве го коментарот на Ѓорѓевски од Дневник за ова. За ова Ѓорѓевски се притисоци врз судството и врз судот и притисоци врз самиот процес. Притисокот што се прави со албанските протести за судењето во грозоморното петкратно убиство во случајот Монструм не смее да помине. Не само поради оваа монструозна ликвидација, туку поради јасен и цврст одговор кој треба да им се даде на овие и идни сценаристи кои сметаат дека со протести и обвинувања за некаков монтиран случај во оваа земја може да се издействуваат пресуди какви што тие посакуваат. Тоа е колумната на Ѓорѓевски. И со овој материјал ја завршуваме оваа трета порта. Емисијата гледајте ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. Репризата е во четврток во 14:30. И на крајот не заборавајте, трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја представува големата слика, а заклучоци донесете сами. Останете со програмата на 24 вести.